Добар ден уште еднаш денеска во новиот информативен блок во Аргумент Плюс. Мој вечерашен или денешен гостин е Орце Симов од Сојузот на стопански комори. Добар ден, добре дојдовте во студиото на телевизија 24. Добар ден, добре ве најдов и благодарам на поканата. Благодарам и на вас. Неколку актуелни економски теми изминативе денови навистина се вртат во јавноста, кои што со право го опфаќаат интересот и вниманието и на граѓаните, но и на бизнисот и бизнисмените. Да почнеме од тоа што е најсвежо, би рекол, па ќе ги опфатиме сите неколку теми кои што ни се важни денеска. Укинувањето, односно поништувањето на одлуката за воведување на солидарниот закон, кој што знаеме беше воведен во едно време кога во Македонија владееше криза, потикната пред се од прво здравствената криза, потоа и од енергетската криза, со кој што беа оданочени профитите на големите, условно речено, компании или на оние компании што остваруваат големи приходи во своето работење. Сега тој е поништен. Ова предизвика револт во дел од граѓанството, а бизнисмените веројатно си ги чекаат своите пари. Што очекувате, како да се одвиваат, да речеме, овие понатамошни постапки околу тоа, како, кога и колку пари очекувате да бидат вратени во стопанството? Да, свежа е информацијата дека Уставниот суд го поништи тој закон за солидарен данок, во кој што одредени компании беа дополнително оданочени. Ние уште пред да се донесе законот во тој период укажувавме дека ќе дојде до оваа состојба, бидејќи тој закон не ги задоволуваше основните правни постулати, дека не може нешто да биде донесено ретроактивно. Укажувавме на тоа дека доколку некои компании се жалат на Уставен суд дека тој закон ќе биде поништен, дека можно е да дојде да им се вратат парите, финансиските средства што ги платиле, па и дополнителни камати да се платат од државата, така што сега се случи таа работа. Ние во наредниот период ќе видиме со каква динамика на компаниите, дали ќе бараат, колку ќе бараат, дали ќе ги бараат и каматите и така натаму. Денес прочитав во медиуми дека премиерот и министерот за финансии ќе ги посетат тие компании, ќе разговараат со нив да договорат околу динамиката на враќање на тие финансиски средства. И сега, од гледна точка на компаниите, нивен интерес да им се вратат тие средства, па дури со пресметани камати за овој период. Од гледна страна на државата интерес е да се обиде државното раководство доколку се договори со некоја компанија, доколку има таков простор да речеме да не бара враќање на парите или евентуално да не враќаат барање на каматите. Мислам дека доколку некоја тие екстра оданочени компании се откаже од повратот на средствата, тоа сите ние треба да го поздравиме како исклучителен акт на општествена одговорност, а истото тоа важи и за каматите. Доколку некои легитимно е од страна на државата и од премиерот и од министерот за финансии да побараат камати да не се пресметуваат, и доколку некоја компанија, иако има право на тоа, се откаже навистина од тие средства, сите ние тоа треба да го оцениме како исклучителен чин кој што оди во една насока на врвна општествена одговорност. Од друга страна, мислам дека државни институции не би требало да си дозволуваат вакви примери, да се носят вакви акти кои што се навистина неиздржани. Во тој период и јас и од Сојузот на стопански комори, од други организации поврзани со бизнисот, укажувавме дека ќе дојде во таа состојба. Тоа создава една правна несигурност, даночна несигурност и кај компаниите, затоа што нема предвидливост, вие не знаете што може да се случи, што може да се побарува, и создава една нестабилност која што не оди во улога на развојот на бизнисот. Така да институциите имаат капацитети и треба да ги предвидуваат што ќе се случи со нивните активности, и во никој случај не смее да се дозволи државни институции кои што имаат човечки капацитети од секаков вид, па и можност за консултации, исто Уставен суд, исто други надлежни органи, дали тоа ќе предизвика нешто и каков ќе биде одразот на тоа понатаму во општеството. Навистина е несватливо како може да се донесе еден таков противуставен закон.
Добро, самото име на законот е солидарен закон. Компаниите по самото свое делување, освен што се компании чии собственици со право очекуваат да остваруваат профит, веројатно носат или голем дел од компаниите сакаат да кажат дека носат и една општествена одговорност во своето делување. Македонија беше во криза, во голема економска криза во тој период, која што беше пред се предизвикана од надворешни фактори. Мислите ли дека бизнисот некогаш, особено моќниот бизнис, треба да подметне грб за да помогне во справување со кризи кои што за некои граѓани значат обстојување и живот? Не треба противправно, неправно против легислативата да се носат решенија кои што ќе бидат наметнати. Може да биде да се направи повик, да доколку некои компании можат да направат нешто, тоа да го направат на некој хуманитарен начин. Меѓутоа и во услови на криза треба да важат законите. И во услови на криза важи и уставот и законите. Треба во Македонија, сметам дека треба да се работи повеќе на расходната страна во буџетот. Од година во година буџетот што го собира државата од стопанството, кое што го генерира бруто домашниот производ, е во пораст од година во година. Сега отприлика се некај 6 милиарди евра годишен буџет. Сметам дека во државните институции треба да се работи, постои огромен простор за оптимизација и за кратење на трошоците и да се постигне многу поголем резултат со буџетот и со средствата кои што се собираат. На расходната страна треба да се работи на штедење, на оптимизација, на искористување повеќе на државните ресурси, на самите вработени што ги има во државните институции, на намалување на договорите со останати компании кои што вршат разни активности на државните институции, така што мора и во услови на криза да се почитуваат и уставот и законите. Сакате да кажете дека и во тој случај, кога било, и сега државата може да се откаже од доста непродуктивни трошоци за да субституира делови од она што недостасува во моментот. Државата може да постигне повеќе од тоа што го постигнува со буџетот, доколку најде начин да ги оптимизира расходите и трошоците и доколку најде начин сето тоа што е непродуктивно на расходна страна да го скрати, да го направи истото, дури да направи повеќе со тоа што ќе ги намали неоптималните давачки и трошоци, ќе ги искористи сопствените ресурси, ќе ги намали сумите што ги дава за одредени активности и на тој начин со 1 евро платен данок или со 1 денар ќе постигне многу повеќе од тоа што постигнува. Деновиве бевме сведоци на откажување или во дел од слободните економски зони, дел од компаниите најавуваат или намалување на производството или некои пак ги затвораат своите фабрики, како што беше тоа со случајот со Аптис. Се ова е резултат повторно на странични влијанија и странични фактори, односно намалени нарачки во работењето. Колку мислите дека оваа криза може да дополнително се продлабочува? Во моментот во светот повеќе земји се во криза. Германија беше минатата година во рецесија, оваа година не знаеме во каква состојба ќе биде нивната економија, дали ќе успеат да бидат во некоја позитива или повторно ќе бидат во рецесија. Македонската економија е многу поврзана со германската економија, затоа што најголем трговски партнер на Македонија е Германија. Странските компании во Македонија претежно се од автомобилската индустрија. Тие се поврзани со германската автомобилска индустрија, BMW, Volkswagen и Mercedes. Трите компании се во поголема криза, тоа може да се види доколку ги погледнеме финансиските резултати на тие компании, акциите на тие компании на берзите во Германија се паднати за најмалку 30%, Volkswagen најави отпуштање за прв пат после 35 години, после 1990 година. Едноставно на германската автомобилска индустрија не и оди добро бизнисот, а тие се мотор што ја движи германската економија. Тие создаваат над 10% од бруто домашниот производ на Германија директно и дополнително многу други индустрии се поврзани со таа индустрија, а и многу компании од странските кои што работат во Македонија се поврзани со германската автомобилска индустрија, така што
Можно е и за очекување некои компании да немаат работа, да го намалат обемот на работа, да престанат со работа и така натаму. Особено што, само да дополниме, ќе се вратиме и на вашата теза после, најавите на Трамп за воведување на царини за Европа, и тука претежно се мисли на автомобилската индустрија и претежно се мисли на германската автомобилска индустрија, може да биде уште еден дополнителен удар за Германија. Така е, да, точно. Германската автомобилска индустрија прво каснеше со електромобилите. Тие се уште продолжија да работат со автомобили, да нудат модели со внатрешно согорување, на бензин или на дизел. Кинеските компании станаа прилично успешни во тој дел. Електромобили, тие нудат исклучително добри електроавтомобили кои што се по многу прифатливи цени. Германската автомобилска индустрија некако не спремна ја дочека таа нова технологија, а електромобилите имаат голем број на предности во однос на автомобилите со мотори со внатрешно согорување. Прво, моторот е многу поедноставен, нема толку компоненти, многу полесно се одржува, многу е поевтино извозен километар на електроавтомобил отколку на класичен автомобил. Одржувањето е многу поевтино и поедноставно, така што предностите се огромни и германската автомобилска индустрија сметам дека каснеше во тој дел. Кинеските компании многу се развија, америчките компании многу се развија во тој дел и сето тоа представува и покажува една неизвестна иднина за автомобилската германска индустрија. И како сега Македонија ќе го субституира својот дел кој што го губи со тоа што Германија, да речеме, има проблеми во оваа сфера? Или како треба да го субституира? Во странските компании што се во технолошките индустријски зони во Македонија работат околу 17.000 луѓе, додека во останатите компании кои што се во македонска сопственост не се странски компании и се надвор од зоните, работат околу 550.000 луѓе, така што ние мораме да се подпреме на нашите домашни компании, да го ослободиме домашниот инвестициски потенцијал, а тоа можеме да го направиме со зголемување на ефикасноста на јавната администрација, олеснување на процедурите, проценување на тоа што се случува во светот и како да се постапува да извлечеме максимум од оваа ситуација. Едноставно треба да се направи една свот анализа, да се види кои се нашите силни страни, кои се можностите, кои се заканите и кои се проблемите што можеме да ги имаме и што е тоа што треба да го преземеме за да најдобро поминеме во овие тешки услови. Многу може да се направи со тоа што ќе се поедностават царински процедури, закони кои што ќе овозможат плаќања кои што долго време не се присутни во Македонија. Да речеме, многу наши компании кои што можеле да станат позначени, не успеале да го направат тоа затоа што системот за плаќање PayPal, кој веќе застарува, направени уште 96-97 година, се уште не е достапен во Македонија за плаќање. До пред скоро време не можеше ниту да се плаќа, ниту да се примаат средства, сега може да се плаќа, а не може да се примаат средства. Значи може да плаќате во странство, може да купувате, може да изнесувате средства, меѓутоа не можете да донесете. Значи ние мора нови модели, нови технологии, сето тоа што е новитет во светот мора многу побрзо да го имплементираме. Ако ние касниме, ќе создаваме технолошко заостанување во нашата земја. Имаме предност како мала економија, мала земја, мало бројно население, многу полесно можеме да се прилагодуваме кон новитетите што се случуваат во светот. И предпоставувам дека во оваа насока треба да се искористат и потенцијалите на онаа сила од македонското општество која што гледа или е насочена кон оние нови технологии во светот, во која што добар дел од македонците, младите македонци, младите државјани на оваа земја работат. Тоа е IT технологијата. Да, треба нашата законска регулатива и органите кои што се бават со креирање на новите закони треба да следат што се случува во светот, кои се новитетите, кои се технологиите и законски брзо да го овозможат тоа да биде достапно за македонските бизнисмени и за македонските граѓани. Имајќи во предвид дека нашиот менталитет е таков да тоа што законски не е
дозволено, иако не е забрането, ние го сметаме за забрането и не работиме со тоа. Например, за разлика од Америка, каде што менталитетот е друг. Доколку тамо нешто со закон не е забрането, тие сметаат дека тоа е дозволено. Например, во Соединетите Американски држави може компанија да купи криптосредства. Во Македонија, доколку некоја компанија купи криптосредства, не верувам дека добро ќе помине со управата за јавни приходи. А тамо сведоци сме дека многу компании чуваат резерви, затоа што во изминатите неколку години беше висока инфлацијата и еден од начините како да се зачува вредноста беше во тоа да се инвестира. И држави некои дури тоа го И прават. држави го прават. На државно ниво Ел Салвадор го направи тоа. Мексико сега Соединетите Американски држави планираат да купат 1 милион биткоини по 200.000 во наредните 5 години, да видиме дали ќе го остварат тоа. Тие и сега имаат некакви резерви што се над 200.000. Британија има околу, Кина има околу 190.000 биткоини, Британија има над 60.000 и така натаму. Значи едноставно мораме да брзо ги прифаќаме новитетите, да се носат законски решенија и да се овозможува и законските процедури мора да бидат оптимални. Стопанството нема време да се бави со бирократски процедури. Еве, јас можам да кажам и лични примери, каде што се занимавам со процедура на откуп на земјиште на кое што имам легален објект, кој што има имотен лист над идната година, 10 години ќе поминам како јас се бавам со процедурата како да го откупам земјиштето. Што значи ефикасна јавна администрација? Ефикасна, јас таму имав големи идеи, сакав да правам високотехнолошки центар за обуки кај што ќе се изучуваат исклучително софистицирани технологии, како зградна автоматизација, индустријска автоматизација, програмирање на програмабилни логички контролери и такви некои работи. Меѓутоа, времето поминува, не успевам да ја реализирам идејата, затоа што се бавам со бирократски процедури кои што се навистина несватливи. Што значи во овој дел ефикасна јавна администрација? Јас треба да отидам во некоја институција. Дигитализација секако дека треба побрзо да влезе во овој простор за да може Дигитализација, да, тоа е и искоренување на корупцијата, се разбира. Да, Меѓутоа едно со друго се врзани тие работи. Меѓутоа и да е дигитализација и да се работи на друг начин, што би бил излезот од моето барање? Јас треба да отидам во некоја институција и да кажам јас сакам да го купам тоа земјиште. Иако малце и чудно е како можеш да имаш објекта, земјиштето и под објектот и до објектот да не е твое, меѓутоа тоа е друго прашање. Кога веќе е така, државата сака да го продаде земјиштето, таа треба да ми каже за колку пари го продава. Едноставно моето барање треба да биде сакам да го купам и од таму документот треба да има некој текст и на него треба да има два параметри. Едниот параметар треба да биде жиросметката на која треба да се плати и вториот параметар треба да биде сумата. И толку, јас да го направам тоа, да го добијам земјиштето и понатаму да продолжам со работата. Ако јас одам во институции разни, барам разноразни документи кои што се неоптимални, нема да имам време ниту да развивам производи, ниту да развивам услуги, ниту да барам купувачи по светот, ниту ништо. Јас ќе одам во институциите. Зашто? Еве во овој поглед, а и во сите други услуги што ги дава државата, не се размислува од аспект како да го оптимизираме тоа. Кога некој ми продава нешто, значи треба да биде, кажете колку е, кај да се плати и толку. Да. Добро, има тука уште многу, предпоставувам и да се зборува и можеби да посветиме и некоја друга емисија на целосно на таа тема, како да се олеснат сите тие процедури. Спомнавте дигитализација, можеме малку околу тоа да дигитализацијата се разбира. Дигитализација, дигитална трансформација. Таа може да помогне и во тоа што го зборувавме. Што значи дигитална трансформација? Таа е нешто. Дигитална трансформација значи да се реиновираат процесите. Можеме да зборуваме за дигитална трансформација и на државни институции и на приватни компании. Таа ќе биде неопходна и патот недвосмислен е кон дигитална трансформација. Компаниите кои што нема да извршат дигитална трансформација во иднина под знак прашалник ќе биде доведено нивното постоење. Доколку тие не се присутни во сајбер просторот, нема да бидат видливи за новите генерации. Новите генерации го примаат светот преку дигитални уреди. Мора компанијата да понуди, да ги нуди своите производи и услуги во сајбер просторот. Исто така, дигитализацијата овозможува многу пократко време на иновирање, многу поголем број на канали на комуникација со крајните корисници, многу побрза работа, многу поедноставна работа.
намалување на трошоците, зголемување на приходите. Земјите пак, кои што нема да направат дигитална трансформација, земја не може да исчезне, таа ќе обстои, меѓутоа таа нема да биде атрактивна за живот ниту на своите граѓани, ниту па ќе биде атрактивна за водење бизнис за компаниите што обавуваат бизнис во таа земја. Многу студии го покажа многу позитивни работи за дигиталната трансформација. Компаниите што ќе извршат дигитална трансформација имаат изголемување на приходите од над 20% годишно. Земите кои што се дигитално трансформирани се отпорни во услови на криза. Помали падови имаат кога има криза, поголем раст кога немаат криза и така натаму. Самата дигитална трансформација значи да се реобмислат, да се реиновираат процесите, независно дали зборуваме за државна институција или за компанија. Еве во овој случај што го спомнавме со земјиштето, едноставно не треба само да се направи дигитализација на сегашната процедура. Пак нема да завршиме работа, затоа што се треба да се соберат илјадници документи кои што не можат да се соберат. Некој треба да го реобмисли тоа, да рече дај да ги намалиме, да видиме што е потребно за таа работа, секој документ што е непотребен да се отфрли и траекторијата на движење на случајот на институциите максимално да се скрати. И откако тоа ќе се реобмисли, ќе се редефинира, тогаш треба да се направи софтвер кој што ќе овозможи таа услуга да се добие по дигитален пат. Тоа е вистинска дигитална трансформација. Се друго инаку би било само шминка ако не се суштината промени. Се друго ќе биде шминка, дури може да биде и полош од тоа што е сега. Добро. И ајде да речеме последното прашање за денешната емисија. Бојкотот на маркетите. Имаше различни ставови околу тоа, дали е тој потребен, дали тој ќе ги разбуди институциите да видат каде во тој ланец на производители, трговци и на крајот маркети доаѓаме до вакви цени на производите какви што доаѓаме, или пак можеби сето тоа е само плод или фама која што е создадена дека цените се навистина високи. Вие имавте едно соопштение како Сојуз на стопански комори во кој што наспроти сите оние, да речам, ветришта кои што дуваа, па дури и од власта и од страна на владата и Министерството за економија, рековте не трговците, односно последните продавачи се само последни во ланецот, тие имаат најмалку вина за тоа што производите се поскапени. Зошто така мислите? Таа анализа ја правеше Трговската комора и излезе денес. Инаку мое лично мислење, па и став, многу размислувања и тоа што ние сме го воочиле досега е дека прво, тоа не се случува покачувањето на цените, тоа не е само во Македонија, тоа е светски феномен, се случува во целиот свет. Во околните земји гледаме исти примери во Хрватска, во Србија, во Грција, Бугарија и така натаму. Значи тоа е предизвикано, целата таа состојба е предизвикана и е дефинирана под термин криза на трошоци за живот, кога стандардот на граѓаните се намалува. Се намалува стандардот на граѓаните затоа што платите растат поспоро од расходите, од тоа што е потребно да се живее. И сега таа состојба е предизвикана од здравствената криза, потоа имаше енергетска криза, потоа финансиска криза, сега имаме регионални војни, имаме трговски војни кои што го нарушуваат глобалниот синџир на снабдување, и сето тоа неповолно влијае на условите за водење на бизнис. Инаку, анализите покажуваат дека малопродажните ланци во Македонија оствариле некоја профитна маржа од 3,6%. Тоа навистина гледано низ бизнис гледна точка не е некој голем процент. Доколку пак производителите и дистрибутерите имаат толку голема заработка, како што е фама во јавноста, нема континуирано ние од година во година да имаме намалено земјоделско производство и намалено производство на прехранбени производи. А ние можеме тоа да го видиме. Македонија увезува годишно храна над 700 милиони евро. Не го задоволуваме ни најосновниот прехранбен производ, не можеме да го производиме пченицата, трошиме над 330.000 тони, произведуваме 250.000, увезуваме 80.000 тони. Значи, ако се толку големи заработките, нема да имаме намалување од година во година. Помало сточниот фонд е се помалку, крави помалку, овци помалку, кози помалку, земјоделски производи се помало и помало производство. Доколку сакаме
да имаме повисок стандард на граѓаните. Ние мораме повеќе да произведуваме. Македонија бруто домашниот производ е 8.000 евра, како што гледаме и за земјоделски производи, исклучително сме зависни од увоз, па дури и храна увезуваме. Значи се што се случува во светот, а последните неколку месеци инфлацијата и во САД и во зоната на Европската унија почна да расте. Тоа се одразува и кај нас. Мораме да се свртиме наместо од економија на делење на вредност кон економија на создавање нова вредност. Ние мора да создаваме поголема вредност, на тој начин да се исплатуваат поголеми плати и да се зголемува стандард на граѓаните. Со мало производство не можеме да обезбедиме благосостојба на нашите граѓани. Малото производство и сега со делење тука или со разноразни мерки кои што не се системски, ниту се суштински. Ќе му земеме на еден, ќе му го дадеме на друг, бидејќи е малце. Пак ќе има некој незадоволен. Вистинскиот пат може би е подолго траен, може би е потежок, меѓутоа е кон создавање на многу поголема вредност и кон обезбедување на услови нашите луѓе да не се иселуваат надвор, да остануваат во нашата земја, тука да творат, тука да работат, да биде задоволството за живот големо, да се покаже дека траекторијата на движење на земјата се променила и во нагорна линија и на тој начин да обезбедуваме поголем стандард и поголема благосостојба на луѓето. Добро, овие акции како што е бојкотот, кои што се случуваат не само во Македонија, еве во целиот, во поголемиот дел од Балканот, например, во моментов се актуелни, како ги оценувате? Па тоа е... Еден професор ги нарече фолклор, дека тие не можат толку да променат, дали се согласувате со една таква теза или? Тоа е израз... Или можеби може да ја разбудат државата, па сега малку повеќе да ги контролира сите тие процесни ланци кои што на крајот доведуваат. Можеби навистина има нешто каде што затајува инспекцијата и не успева да види. Тоа е израз на незадоволство на граѓаните, разбирлив израз на незадоволство на граѓаните поради кризата на трошоци на живот и намалување на стандардот. Меѓутоа, мислам дека тоа нема да го реши проблемот, нема да ги намали потребите на граѓаните за тие производи и нема да создаде производи. Бојкотот нема да создаде нови производи, ниту па ќе ја намали нивната потреба. Така што е еден символичен израз на незадоволство и затоа што доколку него купиме нештото денес, утре ќе купиме повеќе, денес ако имало помалку промет во маркетите, утре ќе има повеќе и така натаму. Не сум убеден ниту во тоа дека нешто се затајува, туку ние треба да работиме на зголемување, како што спомнав, на производството, на било кое производство, да нашиот бруто домашен производ да го зголемиме и тоа да обезбеди многу поголеми плати и приходи на граѓаните. Инаку да беше само во Македонија да мислиме дека нешто некаде се случува, дека некој затајува, па некој злоупотребува. Конкуренцијата во Македонија е прилично голема. Собственоста на маркетите е најдистрибуирана во Македонија и мала е концентрацијата на маркети во исти луѓе. Значи многу тешко може да се договарат. Ако има некакво договарање во цените, тогаш имаме комисија за заштита на конкуренција, таа треба да го открие тоа. Имаме институција, нека ја работи својата работа доколку има такво нешто. Нека најде кои се тие што ги договараат цените, нека го открие. Да, одлани функционира или треба да функционира и законот за нефер трговски практики. Законот за нефер трговски практики не е закон што ќе ги намали малопродажните цени. Многу очекуваат дека законот за нефер трговски практики ќе издействува намалување на малопродажните цени. Тоа воопшто не е така. Доколку се прочита законот, доколку се види неговата срж и суштина, ќе се види дека ќе се случи дури спротивното. Јас уште во март 2024 кога се донесе законот со 6 месеци одложување, веднаш дадов моје видување дека тој закон нема да ги намали малопродажните. Тој закон се грижи за поправилна дистрибуција на заработката во синџирот на снабдување од производители и добавувачи до крајниот потрошувач, а не ја регулира малопродажната цена. Во законот е дефиниран работот, а не маржата. Значи, маржа во пазарна економија не може да се регулира. Значи, тој закон нема да доведе до намалување на цените. Намалување на цените, односно, зголемување на стандардот на граѓаните може да се направи исклучително само со зголемување на производството во било која индустријска гранка од нашата земја.
Ви благодарам што бевте денеска гости на Аргумент Плюс. Благодарам и на вас уште еднаш. Поштовани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Аргумент Плюс. Останете со нас и понатаму. Следуваат и нови информативни содржини. Пријатно.